Партијата на поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, коалиционен партнер во владата, со директен напад до телевизија Алфа. Тврди дека сме биле србоманска телевизија и бара Советот за радиодифузија, институција која подолго време не постои, да се позанимава со филмови кои оделе на програмата на телевизијата, односно емитувањето на југословенски филмови. Алфа телевизија во својата реторика продолжува со создавање на подбуцнувачка атмосфера, а посебно фрапира речникот со кој коментира македонските граѓани кои сакаат да се декларираат како бугари. Од друга страна пак и скромниот поглед на нивната содржина, особено културно-забавната и филмската програма, јасно ја осликува целта на Алфа телевизија да го воспева југословенското, тоталитарно минато, се со цел културно-забавно србизирање на македонскиот народ. Инаку Алфа е можеби единствената телевизија во Македонија каде се застапени филмови и серии на бугарски јазик, меѓу кои Украден живот, Соседи во акција, Подземје, а во моментот ја завршува и продукцијата на првата македонска криминалистичка серија Бистра вода, проект целосно финансиран со сопствени средства. Ваквите ставови на ВМРО Народна се буквално исти со оние на еден од најголемите нагатори на македонскиот народ, бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски, кој пред еден месец директно ја нападна нашата телевизија. С цел да дадем интервју за хубава српска телевизија като вашата. Српска телевизија се Вие не сте ли Алфа? Македонска телевизија Алфа. Алфа, вие сте просрпска телевизија. Додека Ѓоргиевски и Џамбаски шират невистини за Алфа, дека сме биле србомани, претходно напади имаше и од главниот коалиционен партнер на Ковачевски, Ахмети, за кого сме биле непријатели на албанците. Sigurisht armiqve të shqiptarëve, po duar trokisin. Alfa, Telma, Melma, Çajon, këto, Alfa. Наместо да го осуди својот партнер, и премиерот му се придржи во навредите и етикетирањата, па дури отиде и чекор понатаму. Ахмети говорел врз основа на одредени факти, а и Ковачевски имал свој личен став. Има и медиум кој што уредувачка политика повеќе доликува, повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Инаку Алфа веќе подолг период се соочува со суптилни и не толку суптилни притисоци. Телевизијата често е домакин на различни инспектори, истражители, обвинители. И покрај сите проверки и чешлање на документацијата со години, досега не успеа да најдат ништо неправилно и незаконско во работењето на телевизијата. Дел од тоа беше констатирано и во еден од извештаите на Стеј департментот, во делот посветен за слобода на медиумите.